Поразителни се бројките за физичкиот развој на децата во Македонија. Само 1 на 8 деца спортува, а долгото седење го ослабува телото и доведува до деформитети кои со текот на времето може да значат и големи проблеми за нив. Овие трендови се и на глобално ниво, како на пример во САД, велат нашите експерти. Сето тоа се должи според мене на модерниот начин на живот, кој што децата го поминуваат многу време седејки и седењето е број еден проблем моментално во светот. Дури од едни статистики гледам дека во Америка конкретно недвижењето, односно на физичката неактивност е дојдена на 4-ти степен на морбидност во Америка, која е стварно застрашувачки и пред многу години стварно не се обрнуваше никој внимание на тоа. Кај нас во Македонија е тем на лошо ниво. Има една статистика дека само 8% од луѓето се занимаваат со било каква физичка активност. И здравата исхрана е важна за развој на децата. Доволниот внес од сите хранливи компоненти ќе придонесе за поголем имунитет и отпорност на телото и организмот. Во последно време, последните анализи кои што се направени за дечињата од прво оделение покажува дека има пораст, на деца со зголемена телесна тежина. Таквите деца во Македонија, на ниво на Македонија се 35%, од кои 17% се сметаат во категорија дебели деца. Овој тренд од година во година расте стално бројката и ние исто како и во светот, ги следиме тие трендови. На интерактивната средба со родителите на првооделенците присутните слушаа и практични совети во делот на педагошката и психолошка состојба на најмалите ученици во основните училишта. Никогаш не го споредувајте детето со другите деца. Да не ве загрижуваат оценките на детето. Значи, за да направиме една релаксирана личност од детето, за да може да биде активно во училиште и да го сака училиштето. Сега малку сакаме за соработката да поразговараме. Ние секогаш како училиште се трудиме и настојуваме да имаме добра соработка со родителите, бидејќи најдобрите резултати кај децата во разрешување на некои проблеми се кога имаме средби со родителите и кога сме прифатени од родителите. Исто така, многу родители, те се поврзана особа, сака да критикуваат некогаш учениците по секоја децата по секоја цена. Желбата на родител некогаш за перфекционизам е толку изразена што детето го бара тоа, ама детето не може да го разбере тоа. Нашите перцепции се многу различни од перцепциите на децата. Кога ние кажуваме нешто, децата не може да го разбера тоа. Зошто не може да го разбере? Затоа што децата на мала возраст учат конкретно. Ако видат нешто, ќе го запамтат. Затоа ако сече нешто, ќе го запамти. Ако пишува коси танки, ќе го запамти тоа. Меѓутоа, ако му кажеш, ајде сега напише една коса линија, косата линија да почнува од десна страна, да оди на спротивната дијагонална десна страна, детето не го разбира тоа. Малите деца не го разбираат. Од Сан Дома се велат дека ќе ја продолжат оваа практика на интерактивност со родителите на теми кои се важни за севкупниот развој на децата.